Влен тврди дека во Дуи има судири меѓу Али Ахмети, Бујар Османи и Артан Груби. Преку соопштение Влен вели дека Османи бара повлекување на Ахмети за повторно да ја врати Дуи како конкурентна опозиција, додека Ахмети според Влен се обидува да го продлабочи конфликтот меѓу Османи и Груби, особено преку ставот на партијата кон обвинението за државна лотарија. Според Влен, Груби преку своите поддржувачи започнал да испраќа јавни пораки, додека тврди дека тој можеби има информации кои би можеле да влијаат врз судбината на раководителите на Дуи. Затоа во Мала Речица не спијат мирно. Некои се плашат од она што го знае Артан, други од она што би можел да го каже, додека третите ќе пресметуваат кого ќе повлече со себе. Дуи одамна не функционира само како политичка партија, туку како политичка банда, чиј главен интерес е тендерите и спасувањето на сопствената кожа. Правата на албанците се само совршено алиби за ова нереформирано раководство на Дуи, чија единствена цел е да го заштити богатството создадено преку корупција и кражба. На овие тврдења воздрати подпредседателот на интегративците Бујар Османи, пишувајќи дека она што веднаш му паднало во очи е дека ваквиот начин на комуникација не бил дел од политичкиот дискурс меѓу албанските партии, туку бил карактеристика на судирите меѓу македонските партии. Влен македонизира се што треба да биде и наше, институциите, застапувањето, одлучувањето, јавниот простор. Сега го македонизира и албанскиот политички дискурс. Кога соопштенијата ви ги пишува поранешен пратеник на ВМРО, познат по својот јазик против албанците, резултатот е очекуван. Тој во албанската политика ја внесува културата на невредување, омаловажување и омраза, која албанците успеа да ја држат надвор од односите меѓу себе. Османи завршува велејќи дека може да има длабоки политички разлики, да се судираат за идеи, одговорности и резултати. Сепак, според него, достоинството во комуникацијата било стандард воспоставен меѓу албанците, додека Влен го урива и овој стандард.